Но оној данок граѓаните што го плаќаат исто во однос на еколошки такси, дали се знае каде оди? Кои еколошки такси? Првото мора да бидеме прво, извините, не одговоров на целосно прашање. Не, тоа што е предвиден да земаме од таа данок е целосно да инвестираме за обливни извори. Прво е за Битола. Добро. Имаме и таму простор кој е една стар рудник, извините. И можеме да земеме. Но за другите, да, сега сме во разговори, додека за жал не сме имале тие вакви идеи, секогаш е бил, но за жал секоја година имаме нов предизвик со глобална кризи. Но идејата е да тие казни што е платено од приватен сектор, тоа е данок што е бил платен од граѓаните, да имаме фонд за животна средина. Тоа е идејата. За тоа борбам секоја година во буџетот и ќе продолжувам додека уште сум тука, но за жал, дали е бил пандемија, дали е бил криза за храна, криза војна сега во Украина или енергетска криза. Мора да знаеме што не се приоритети. Да. Приоритети е да поддржиме нашите граѓани и приватниот сектор, заради ако не ќе имаме рецесија многу брзо и тоа нема никој да го помогне. Би интересира баш прашањето на Георгиевска е одлично, еколошка такса, затоа што јас лично платив еколошка такса при регистрација на возило, мотор. Тоа е исклучително стар и се плаќа такса. Каде одат тие пари? Колку пари се собираат? Имаме ли ние податоци? Имате ли вие податоци? Дали влегуваат тие во тој фонд што го кажавте или воопшто допрва треба? Сега не. Тоа оди се на големиот дел од тоа оди во централна буџет како би бил секогаш. Ние бараме да направиме анализа за тоа, но дел од тоа доаѓа во Министерството за животна средина за програма за води и нешто друго. Но најголемиот дел оди во централниот буџет. Сега не дека бил одлука сегашната влада, но секогаш бил така. Ние сме барале од 2020 година да почнеме со измени на таа. Како кажа ви претходно, во жал, пандемијата направи секогаш измена на планови, но тоа не значи дека не е предвиден за 23-та година сега. Да почнеме, анализи се во тек и да знаеме колку ние како држава собираме за тие даноци и да инвестираме повеќе во област на животната средина. Да не може вие имате информација? Немаме, тоа е неколку години исто го прошуваме. Буџетот за животна средина секогаш е мал и мислам дека вие како министер треба да се заложите за многу поголем буџет во насока на тоа зашто во поглед на животната средина тоа се имплицира и во здравјето и понатаму уште поголеми трошкови. Како партија се ребрендиравте како зелена партија и ја мислам дека треба да бидете еден од најважните министри каде што ќе се удри фокусот во однос на сите други прашања, зашто нас екологијата како што доаѓа избориве, екологијата добива значење, меѓутоа тоа останува само програмите.